угаси светло да ги видам овие. И да ти. Полека со тие зборови втори. Та типа мислично. Слушај. Тебе прв пат ли ти е? Молим. Фала за него тува. Ај са малко. Така, добре. Молим? Прв пат ли ти е? Прв пат ми е. Тебе прв пат ли ти е? И мене ми е. Па сега, кој ќе не скинеме, брат? Пушти, Да го пуштам ли? Пушти. Добро. Чекай да видам. Кој ќе не скинеме, брат? Треба некој да не скинеме, а? Кој сака да не скинеме? Доброволец некој има ли, бе? Има ли? Не, тука такви. Не. Да беше министр, он најубаво ќе знаеше кога да не скине. Многу искуство има човекот у кинење. Знае он. Најверојатно и сега е некаде назад. Или нешто, не знам, нешто сигурно прави, работи. Брат, пошто нема кој да не скине, изгледа ќе мораме ја и ти меѓусобно да се скинем. Сакаш ја тебе или ти мене? Па двајцата од еднашка. Чекај да го извадам алатот. Ајде, молим ти, извади го. Да го извадам алатот за кинење. Чекај, полека да го вадам да не се исплашат луѓето. Ја го ја. Ова алат сите ли го имате? Сите го имат, што сакат да се скинат. Чекай, ќе боли ли во? Дали ќе боли? Боли. Појма немам, брат. Прв пат ми е. Чекај да видам. Боли ли, бе? И што да не сакаш сите у клас да речат Не бива е, брат. Чекај да пробам. Незгодно питање поставуваш. Чекај да пробам дали боли. Чекай, знаеш што? Викате од прв пат не се станувало. Ајде, пробај, да видим може не. Молим. Пробај, скини го. Ама ајде. Чекај. Чек полека. Чекај ја. Ќе боли ли? Ој! Ај честито, нека слика. Нека слика, дај. Ајде. Благодарам. Заро зубаво. Заро. Биде. Нека се множат. Слушај. Ма не било толку страшно, ме некако сега се чувствувам поотворено. Брат, сега си пуштен у употреба. Може да те работат. Сега можеш да ме злоупотребеш. Сега, брат, кој стаса може да те работи сега? Од позади. Од позади? Од позади. Него, молим, нешто ми фура, брат. Нешто ладничко пичко. Епа, фура, не да фура, растура. Фура ми од позади ми растура. Епа се те отворија, од кај сакаш да ти фура? Ја на пино тамо. Фино. Многу фура растура. Има... Гледам зетот ти е тука со сестра ти. Нека е зето. Слушај, абе, ај нас не плаќаат за да не фураат. Тебе заволи да плакат. Па ме плаќаат за да ме фураат, да. Заволи да заврши факултет. Па нешто да се работи, брат. Браво. Честито. Ај, нас бар не плаќаат за да не фураат, а овие што платиле да ги фураат, што е работа? Симптоматично ми е. Да. Ти што викаш сето дошло, ај сестра ми дошло на... Женско, ај ке се... Навикнано е за фурање, добро, хардкор фура. И вика, а сето ме дошло? Опа, и они сака да го фурат. Не знам што е работа, симптоматично ми е. Да не сака нешто да ми каже сето. Може сака да ти признае нешто. Викаш, сака да ти признаеш нешто, 100%. Нешто сака да ми признае. Ама не ме разбираме, фура на штипски. Фура. Објасни пошто он е од Штип и зетот му од Штип, од фура не те разбер како е на штипски фура. На штипски фура е шиба. Оме е по-конкретно. И по-директно е некако. Шибата е од позади, Зете се не знам кој ќе раѓа внуци после. И кај нас има едно место, брат, вика се Промаја. Промајата се викало, добро? Тамо нон-стоп те шиба. Промаја. Од сите страните шиба. Од сите страните шиба Промаја, не знаеш кај да се завртиш. Кој стаса те шиба од позади? И многу педерско место тоа, да кажеш. Епа, кој е со шибање педерско е? И тамо, брат, стално се собират овие што се заедниците. Заедници? Имаме заедници. Само ми ги мешаш тие. Не знам, нешто собират се да ги шиба. Таму, добро, убаво. Ама види, викаш заедници. Заедници. Една буква чудо прави у пичку, мат. Што ти прави една буква? Шибате што ти прави. Не оттеглявам нешто, спонсорите убавото облекле. Имам си спонзори јас. Многу богата фирма имаш. Да, многу богата и гледаш раскошна е многу. Браво, одлично. А имаш ли спонзори ти? Имам еве го еден од напред, имам спонзор. Од напред? Чекај и овие да го видат. Од пред ти е. Чекај, не, сврти се камерата, нека да е крупно, тоа не се. Нека да е камерата крупно.
Што пишува? Клатас. Клатас ми е спонзор. Клатас, што познато ми е Клатас дека е. Брат, како ме не го знаеш Клатас да види? Ама не, познато ми е, звучи ми нешто тоа Клатас. Клатас го имаш 3 пати у ден, у 4, у 7 и у 12 вечер. Дай го, ајде. За Клатас! Не ми текнува кој беше тај, бе? Како ме сите разбрат Тинер? Чекай ќе ти објаснам. Клатас ме овој што има една кошула и 3 кравати. Добро, и шо се? Значи има 3 кравати, И шо? едната му е со крокодили, една со зми и една помаранчеста кравата. А он изгледа обожавам наранчесто. Наранчесто и дома тапетите му се наранчести. Да му одговара со краватата. Да. Дека ми за кој струва збор. Баш ми е драго. Одлично, колега. Гледам И јас имам еден спонзор од напред. чекай да го видиме сите спонзоро. Ајде, ој види ми го спонзор, молим. Чекай да го прочитам од близко. Ајде, Чекай, многу ли да му се доближам? Ој види ми го поблиску, оди. Чекай малкучку, чекай. Ајде, де. Го гледате, чекай вака. Ево ја. Милојко. Милојко. На многу убаво место си го ставил. Мислам си го закачил така убаво. Гледам. Шо му фале? Кога сака стане, кога се заспие. И цело време стане заспие, едно време укоче си. Так. И например, ако го удреш, он наветне сама па се върне у правобитната положба. А и нешто, многу е свој глав. Ај шо е свој глав, едно време стане и тврдоглав. Таква му е позицијата. Да. Такво му е местото. Местото му е види, такова. кога ќе влезе таа фазата. Ој па разбери се со него. Кога ќе влезе у фаза тврдоглав, нема шанси да се разбереш. Има, нели ти текнува кој е тај? Не. Како ти го објаснам, бе? Дај ми нешто од вака да го видам сликовито ми го објасни. Да, сега. Знам дека е крупна фирма. Крупна е. Крупна фирма е. Друго? Цело време раците ладно му и вака прави, цело време што раците. Аха. И му смета косата, и вака прави. Ау. Чеј, само ти кажам. Значи, кога плескаат, сватиле кој е, сваѓаш? Кој е младата? Добро е, само он да не свате кој е. Абе, знам, он некад... Дали ти текнуваме, брат? Вака некад прави со косата. Не, он го фане го прамено и од тука го стае. Да. Мислиш, коса у пичку, матер коса има, бе. Коси да ти носи, бели коси. А до тука нема коса, ама од тука натака. Разбираш? Добро е тоа, добро Не е. знам како друго јаче да го објаснам. Не ми текна уште. Едно време собираше слики од животинско царство. Аха. Уствари од познатите фаци од Македонија. Па исто ко животинско царство. И шо Собираше правеше? ги и само он не ги лепеше, него ги редеше на штипки дома. Редеше ги и за сите се знаеше. А чекай, шо ќе се деси од кој ќе го собере целиот албум? Шо е наградата? Веројатно ќе му дадат компјутер. Па добро, види, компјутер, канцелариска работа. Први ќе го затворат у канцелариска работа. Па после таму ќе го отворат. После ќе го отворат. Таков е денот сега. За отварање ќе се збори, што да се... Бајбе, вечер касно шоу нешто. Нешто вечер, вечерта добро разбирам, ама касно. М-шоу? По-згоре шоу, разбираш ли? Ау, чекай, знам, чекай ми текна, кај него само мажи се збират. Исклучиво мажи. Имало наводно, сега гледај, има... Чекай, наводно ще има спекулација дека имало и жена у емисијата. Ама тоа е... Така сега ти кажам, тоа е шпекулации. Значи, чаршиски муабети. визуелно не можеш да видиш. Али, пратиме научници да откријат дали со ДНК, дали уствари стварно е тоа жена или не. Добро, кој ќе бидат готови резултатите, ќе ги објавиме на следниот стори. Така е. Ај ми е спонсором. Аха, фино, добре, овако, добре. Значи, они се од напред. Зашо се они од напред? Па ние така сме наместени, таква е позицијата. Значи, они се у оваа позиција. Добро. Они си се у позиција, да. Чекай, малце.
А други спонзори? Чекай да му кажам нешто. Ке речат брат сум ти далел 50 евра за да даеш аплауз да ти. Нема вакви работи да ги тераш со сила луѓето на плескат. А чекай, Не ми пројде фитата, не беше смешно. други спонзори имаш ли? Имам еден заден спонзор. Од позади ми е тој спонзор. Ај, молим те, обрни се. Молим? Обратна позиција. Не те разбирам. Опозиција ме, брат. Опозиција ме, Ај. така кажи да те. Чекай да прочитам. Аналитико. Да. Аналитико. И Анал. ти ли бе анал, бе? Не бе ја Анал. И ти ли бе, брат, бе? Да мувам мајката. Не бе не, таков ми е спонзорот Анал. А Итико му е моминско презиме. Си го носи со себе, само се менја предниот дел од оваквото. Одлично. Итико си го носи, Анал И си го јас- зема. Сега си го зема он Анал, уствари. А, тоа Да. му е од предходот. Итико му е претходно си го имаше, да. И ја имам еден спонзор од позади. Де да го видам, молим те. Ја го ја! Како? Чекај, Не прочитай го, молим те. они го прочитаа. Како? Кажете го спонзорове да го евам. Кажете го спонзорове. Така. Чекај да видам у центар. Многу конкретен спонзор имаш, брат. Знаеш каде го тражиш. Не, он знае кај да те насочи. Директен ти е многу центарот. Знаеш со кој ми е? Куцеста. Еј, Чекай тоа сега како да ти го објаснам, ми го зема од уставе. Само што сакав да те прашам И ти тоа. го давам после позади целе. Како да ти го објаснам? Објасни, Чекай сега, сликовито, молим те. Да, сликовито вај у Не, центар. сега, вака, сега ти кажам. Да. Спази ме, држи. Перцепција. Чекај, јас сум гостинот. Перцепција. Јас да видам Ти си гостин. Добро, чекај. Кој е гостинот? Да. Мамети. Да. Добро. Гледай сега, слушај. Добро. Што на моменти дали ga бевте оние Ти го слушам. ангажираште за тие први оно што зошто вие го правите тоа и ако не го правите зошто го правите ако немате причина зошто? И оно што мене ме интересира е она дека вие Ама чекај малку, ми го ставаш во уста, јас не сум го кажувал значи тоа. вие сакате да кажете дека тоа е што ти го каже вие веќе ставите. Ми го ставаш во уста, јас тоа не сум го кажувал, не сум го кажувал. Ако сакате вие да говорите ако не може некој од представите, ако не што добро. Многу на емисијата беше пријатно, се најубаво. Текнарите за кое? Текнами. Текнами. Ај, Ој, слушај, знаеш ли кој е он? кој? Знаеш, он е уствари тај што има, он има добиено Гинисов рекорд за најмногу поставени прашања во една секунда. Ама без добиен одговор. Сам праша, сам се одговори, едини рекорд е тој. И се знае. Се знае. Одлично, браво, добре, И одлично. тоа што не, да? Така сега, Молим. да разчистиме. Да. Овие се позиција, ако се свртнеш, овие се опозиција. Опозиција. Леле, боли малце на почеток кој идеш на ке опозиција. Е па кога ќе преминеш од позиција во опозиција, боле, брат. Боле малку, ама свикнеш се. После свикнеш се, после текна време, со текна па време. Значи од таму е уствари тоа опозиција. значи ото дошло кога ја смениш позицијата малку те боли. Малку те боле. Аха. Онот после те боле цело време, ама ти навикнеш, разбираш. Да, да. Добре тоа, добре. Значи тоа е тоа што сакаме да чистиме, што они се, брат. Сега, не ми е една, окей, расчистиме кој се у Е, ове веќе шубаво ми дека ги правам вака позиција, не шубаво. баулите, нели? Да. Све напред ме тера некако. Да буцаш. Да пуцаш. Ако си у обратната позиција, те не пуцат. ти се свиѓа, знаеш. Те пуцат. Да. Чекај сега. тие се позиции. Тоа ми е јасно, а не ми е јасно како се свикнеш бе брат. Да те боли. Чекај, сакаш да ти го изглумам. Молим те, со оваа пателката многу Молим те, сакаш да го изглумам. Многу си ми Пример, ја ќе бидам позиција, ти ќе бидеш обратна позиција. Молим? Опозиција. Опозиција. Сакаш да видам? Јас сум опозиција. Да, ти си опозиција, јас сум позиција. Може? Чекај да влезам во улогата. Ај, молим те, влези улогата, ај. Улезе ли? Чекај да ми влезе улогата. Да ти помогнам да ти улезе. Не, добре, седи таму. Добро. Чекај сега. Ајде, Чекај. улезе ли? Не ме те концентрира те. Ја може да ти помогнам. Немој помагај, чекај сега. Тешко е у опозиција да влезеш. Најлесно е. Плейоф. Ајде, 2-1. Парите кај си.
Парите кај се, буџетот, кај е, хонорарите, кај се парите? Не ме прекинувате да зборам. Се извинувам, не ме прекинувате да зборам. Значи, Имаш реплика, ки си реплика. не ме интересира репликата. Кажи ми ти. Да ти објаснам. Кај се парите? Кај е буџетот? Си ги изгубил парите на площад? На площад ги има изгубено парите, у фонтаната ги има фрлено. Те знам ја тебе кај ти се парите, немој ти ме. Така сега ти објаснам, продуцентот е тука, буџетот е тука, наш ние треба да го донесеме заедно. Ја да ти носам буџет. Не, значи тој е Ти наш. си го поема буџетот. Така сега, тој е наш заеднички буџет. Па шо ако е заеднички? Кај се парите? Па треба да ги донесеме. Па иди донеси ги. И не бива. Шо не бива? Заедно треба да ги Не донесеме. ме интересира. Леко да му објаснам. Ја тебе не ти носам буџет. Слушай, мора да го донесеме буџетот, ако не го донесеме кинезите нема леп да јадат. Кој ќе нема да јадат? Кинезите. Шо има веза тоа со нашиот буџет кинезите? Па нема да имат пари луѓето да купат ги овие мади in China што се. И после како? Боле ме куро за кинезите. Буџетот го донеси. Само си Не ме интересира. Не, Донеси. пак Не ме интересира. Да ти објаснам. Пак Донеси сега го да буџет. ще Не, ме удри! Ме удри! Ме удри! Ме удри! Сите видоа! Ме удри! Слушај, да не ти е скапана раката нешто. Ја демонстративно ја напуштам салата во оваа црна сабота. Демонстративно ја напуштам салата. Врни се бе, врни се, молим те. Не. Со се микрофоните ќе ја напуштам салата во оваа црна сабота. Не, оди надвор, кол си ги измрзеш, ладно е. Ако свикнавме. Башка имаме, тој главниот виски не носи цело време. Ајде врни се, ако сакаш, ако не сам ќе го донесам буџето. Еве го, јаво ја, 3, 2, 1, так, донесе го буџето. Чекај ме! Биде, готово. Чекај ме! Биде, брат, готово, оди, ти чекај надвор, ајде се оди надвор таму. Ако ви треба помош, кажи, имаме специјалски ви срдат, секој на крак, не е проблем. Чекај ме! Чекај се, ти го донесе буџето. Донесе не готово, што да правим се? Без мене. Пак и не изтеке ја гладоват си биа. Значи без мене го донесе буџето. Не бива, брат, готово, Добро. завршена е таа работа. Добро. И не постои више прашање. Добро. Чим така? Добро. Ајде извади го да ги мериме. Ајде. Ајде тоа вечер кога сме сами. Не, пред времено да ги мериме тука. Сите да видат, да ги измериме. Ајде, вади. Вади го, ајде да ги мериме. Сици му е малти рейтинго. Шо да мереме? Шо да мереме малти е овај рейтинго што ти е? Шо да мерам? Шо да мерам? Ај. Па ладно е надвор, бе. Фебруаре, оди у март да го видиш какав ќе биде. Ева те. Оди у март на топлото, тамо 25 и 6. Добро, бе. Оди. У март. У март. Бива. Бива ли? Бива у март. Ама пази да не уопште ти се дигне до март рейтинго, па да не се појавиш кога ќе ги мереме. Да не се појави у март ако ги мериме. Можда нема да се појавиш. Не, ја така, ако ги е мал, нема да се појавиш. Па добро ви да не се појавам, шо? Шо па те тебе боле? Јас сам ќе си излезам, ќе си го мерам. Шо па тебе Ја те... најубаво знам колкав ми е. Шо па тебе те боле дали ќе се појавам или не? Шо те боле рейтинго? Ако не се појавам, мој проблем е тоа. Ај, чао. Чао. Не ми интересираш. Ало, оди ме, врни се. Ей, заврши шегата, дај те аплауз. Ајде, аплауз. Ајде, аплауз. Шо се копираме тука, голи славаме после на телевизија. Па и татко ти така, бе, брат. И татко ти дошол. Тебе, сестра ти. И рече, сине, заволи учиме факултет, глуме се ставиш. Брат, нешто... Вака изгледа двајца невработени глумци. Не, ако е за вас смешно, за мене не е смешно. Ја не знам тоа, вие како си го сваќате. А брат,
Ама тоа знаеш зашто е така? Молим. Затоа што ние не знаеме да се лижеме, бе, брат, кај министерот. Да не знаеме како овие... Они знаат како треба. Овие спонзорите и тие задниците. Овие задните задници, они знаат како кај министерот се лиже. Како се лижат кај министерот? И сакам да објаснам, ќе ме гледај сега. Чекај, јас ќе бидам министерот. Ти биди министерот, молим те. Добро. Ти биди министерот. Кажи ми, оти ние не знаеме да се лижиме. Брат, ние сме како тие, например, дојат некој кај министер и му вика: "Тоа господин министер, може ли малку, малку да..." Молим, не те разбирам. Малку да отворам, Види сега, ја као министер тебе не те разбирам, брат. Не си конкретен. И после министерот не ги разбирал, па народот не знае што сака да каже. Значи имаш, Овие како лижат? овие знаеш како лижат? Како? Он доаѓа директно кај министерот и вика: "Добре ден, господин министре, како е? Добре. Добро ли? Добре. Од Савајле бидели?" Биде јакото. Добро. Ајде процедурално ќе ме молам. Да, благодарам, благодарам. Процедурално. Ќе ме молам за време на процедурата да се опуштите. Опуштено е. Опуштено, биче твое што е njeno, ајде. Клекнувам, отварам и го лижам. Разбираш? Ама министре, Молим. ти од Савајле не си се пришал. Шо ќе се пришам кога знам ке тоа такви кod тебе ке ми излишат, бе? Извиниш ли? Само кажи ми по-левио ли къс да го лижам? Не, тесни ове, брат. По-тесни сме, не може По-на тесно, значи. По-на тесно да удараш малку. Така Слушай, се лиже, бе, брат. само ти објаснам нешто. Една финта за лижење. Добро. Значи, пред идеш ке министерот да лижеш, Да? ќе си земеш, ќе си вапнеш 2-3 ментол бомбончички. Да го свежиш. Кој ќе му... Значи, кога ќе му влезеш 2-3 прста шлуп, И со стиво после можеш вака да му правиш. да го намовнеш. Да ти објаснам како изгледа тоа на министерот кога после ментолот ќе го лижиш, ќе го Ај, ја туфнеш. ќе ти тувам ти... Јас сум министерот, ти дувај, ајде. Ама мора брат со ментол бомбона, пошто они 24/7 работат. И тоа е натапкано е. Натапкано е, но И мора да го опуштиш. Да, малку и кој ќе го тунеш ќе го намовнеш, малку Со вакнеца, ако има и... па некој флакнес министер кој ќе... Ќе го намовнеш. Да. No. А има, ние глумци не вработени. Те кажи ми глумците како се лижат. Они песничка пеат, брат. Сега сакаш, имаме една песна спремано. Ајде. Има една песна, брат. Сега ќе ја прочитам. Това е за министерот. Специјално. Да, од Петар М. Андреевски, вика се умилкување. Умилкување. И сега не ме чуваш што ќе кажа. Умилкување. Ама не, доближи ја, бе. Не ова, ево ја. Ето го. Умилкување. Ета. Таа е процедуралната песна за ке министерот. Сега ќе, значи дојдеш кај министер и вака му правиш. Умилкување се вика песната. Знаеме таа процедуралната, ајде молим те. Само малку емоциите да ми доаѓаат. Да ти помогнам за едно. Не го. Добро. Опушти се, Опуштено ова. Чекай емоциите да ми доаѓаат, не ми доаѓаат. Начекаме ти сега, пак ќе си играш сега. Па министер сум, брат, што не рече ти министер да бидеш. Ајде, тере. Умилкување. Знаеме го насловот, тере дали. Ќе ги одбртам сите горештини од мојава глава. Во суво дрво. Тебе ти одма ке дрвото да му до мајката се. И сува рида. Реките ќе ги заковам. Ќе те претплатам на вечна љубов Значи вечно ќе ме гласаш, добро е тоа. и вечни времиња. Да сме на власт нон-стоп, добро е тоа. И ќе те љубам и губам и во пости и пред гости. Пред гости. Само да ме сакаш, не те лапам сега. Не си таму. Дали е за ке министерот песичката? за ке министерот. Дај да се напиеме една водичка. Ајде, Чај си сам ја. Ај за ке министерот делува 100% делува. Ако не делува со ментол помогам да го разлавиш. Таа ти е кецо рукав. Така. Добро? Има, не знаеш, овие педофилите, они како се лишат ке министер.
Педофилите ли се лижат дека министри? Брат, ама они сакат некој да и се погоди некој министр шо помлад. Да. Шо помалечок да не кажам. Добро, и Они се така педагошки свикнати, разбираш, и комуникацијата е така. има таков педагошки пристап. Пристапот е таков. По младите. На педофили. Ова од Штип, не знам дали знаете, у Штип многу педофили има таа. Највеќе у Македонија. Жепкаш болна тема. Ти ги спомнаме, браде. Па добро, сега ние имаме сдружение на педофили. Асоциација. Corporation Development for Children and stuff. Corporation for Development for Children Adult Programs. After 18. After 18, yes. Yes. Или under 18. Under 18. Under 18, да. Къде under? Къде under, да. Тај имаме, сега скоро имаше тај најмудри. Имаме председател на сдружение. И тај е најмудар од сите. Со најголеми муда. Да, најмудар педофил. Добро. И он стално си прави такви требини за децата. Едукација. Скоро има една требина, викаше се како со Чичо и зошто. А како изгледат тие? Смеси. Како изгледат Видам ти тие? деца кои ги имаш. Ами го се смееш. Кажи ми како изгледат трибините. Па тоа е седне го дето, разбираш, и тукам го седне. Као Дедо Мраз. Да. Так. И му вика, шо правиш? Одма ли жавчето го извади? Извади. Гледам те на Facebook сингъл си. Не се нервирай. Никой не смее да купи после Чичо. А слушай, знаеш дека сега педофилите се јавни личности. Шо збори, бе? Да бе, јавни личности се. Како ми јавно? Така бе ги имаш на сајтот на МВР сите. Со сликички. Ако сакаш можеш и лайк да му кликнеш на педофилот. Или recommended. Бе, ја вајте го препорачувам. Да го препорачаш. Од твое лично искуство. Многу со деца го бива педагог невиден. А сликата, знаеш каква му е? Каква му е сликата? Седнал тука, брат, легнал тука вака. И на вако на јамбулие. Гол. Ама пред камино. А гол ли е? Гол бе, гол. А не знам дали може да ме замислите гол мене. Чекай, ке пробаме сите да замислиме гол. Ако не, забива да се соблечам. Ако не пооблечи се да те И замислиме. брат, легнал гол. Добро. Пред камино и под слик и тука ставила една играчка меча. И пишал под сликата, пронајди ја играчката. Следува награда. Шо е наградата? Тоа детето ќе си види. Има, ќе се изненади, има 2 киндер јајца таму, ќе се изненади детето. Абе за тия затвор бе, брат. Затвор. Затвори го таму, затвор, стави го таму, и таму кој ќе се сретне в затвора со првата негова љубов. Тоа бил он професор по историја, а детето било студент. Овој ученик. Арно, ама сега дето порастало, напилдало се, напукало се и го гледал таму и вика Чичо! И кој ќе го разчиче. Сите чички. Чички, слободно аплауда. Да ги тераш ме со сила, опичко. Да се навикнат. Незгодно е, таков е денот. Незгодно е, да. Не знаеш што ќе ти падне у раце, не смееш да плескаш, опичко. Епа, слушај, гарант од овие тука сите се хомофоби. Што дошле денес кога? Она рече сигурно. Сигурно? Она знае, она има првата информација. А што хомофобите? Хомофоб, тоа ти е кога се плашиш од фобија. Кој имаш фобија од хомо? Од хомофобија. Фобија, да. Има бе какова е у Штип хомофобо, не си? Ау, да, пиеме кафе у Штип. Пиеме кафе у Штип, те објасниме ситуацијата. Пиеме кафе у Штип и тука спроти нас седе едно такво пеперучче. Тртка! Абе лита телото, такво тако не знаеш, што му направиш. И тука со 3 другарки. 3. Со се него 4 беа. 4 другарки. И оно тако вика, и слушам, правим обед. И вика ми на мама, ај чупаме тука вегичките ми за на ден малку чупаме. И у меѓу време, влагарен тип билдер, токав. У ноември месец, по синдикалка, разбира. Само што излегол. Само што излегол од теретана, испотен, у ноември месец, влага у кафичот, влага и седнува карши пеперутчето. И го гледа. И се нервира. Многу се нервира. Црвенее му главата. Тука вената так. Имаш так вената, а да го прашаш зашто се нервираш, брат, не знам да ти кажа, не е битно, билдере. А вај не го прекратува, вај си зборим обед со другарки. Он лита. И викат мама, ајде, ја требаш ќе подеп. Не, тоа микрофонот ме дупе. Не да те дупете растура, брат, од преска, вака, да.
И вај хомофобо му иде. Билдеро. А вај нема појма за него. И вај вика, јас сум мама, вика мамо, дај исподепилираме тука, испокупаме и лошо ми дојде некако да болеме од... Чао тути! Не говори! Не ме нервирај! Шо му е? Со ланецо ке те задавам! Нели, сите билдери ланец имат. Со леле Киро, плашо, држи ме ке го задавам со ланецо! Ама не си секрет. Леле, фаляме! Фаляме педеското! Леле, ке го убијам! Толку од нас ваа вечер, иначе морам да ви кажам дека денеска... памет... Патето блеме, бра! Од напред пето би цело време. По православниот календар денеска е Свети Евтимий, значи тоа е мој именден, јас сум Евтим Крајчов Ѓурски и вие сте моите гости, 1700 луѓе. Сега малку ненајавено ми дојдете, па мораме од комшиите случаи да присупираме, да знам за догодин да ве пат. Да ве планира па. Фала ви многу луѓе. и уживајте со зградите стендап мајстори. Има еден охриѓанец, кој во Скопје се чувствува како дома. Дами и господа, неверојатниот Никола Тодоровски. Ајде, добро вечер. Да не се фатиме на пола. Кај сте, скопјанишќа? Среќен празник! За тие што слават, не ме оставивте да се до израза. Втори е еден многу значаен датум. Тоа е празник на тој што најмногу уживат во геј врска. Вториот во редицата уживат најмногу. Ем дава, ем прима, ем држи. Исто како февруарски поход. Со оружјето в рака му го чуваш грбот на твојот другар. Со малце потопло ти е. Како што е тргнато времево, ќе имат и други празници што ќе се учат по историја. Ден на востанието под виношитото. Синко, на овој ден пред години со татко ти и со група лепотани се изборивме за своите права. Тогаш јас од Чичковаско ти станав мајка. Тогаш јас од Чичковаско ти станав мајка, а ти денес имаш семејство место да си сираче. Ку ќе учат во иднина децава за секс, професорката по биологија ќе им кажи дефиниција. Секс е кога мажот и жената, или мажот и мажот, или жената и жената, или мажот прво со жената па после со мажот, или група мажи или група жени, или без разлика на пол, раса и етничка припадност некој некого дупит. Извинете, вечерва малце пикантни сме. Каков е денов? Љуто се јајте. Имат другарчиња од разни здруженија што викат дека сме ги вреѓале. Не е точно, се оградувам. Јас сум си охријанец. Ограничен. Значи ограничен, не сакам да ебавам никого.
Освен самиот себе си. Заеби, свое си е свое. Кој ќе си помислам кога јас би бил педер. Да, во мигови на длабока осаменост размислувам за длабоки прашања. Пази, јас педерот. Пази, педер од Охрид. Бо, то нема таква животиња. Ајде, дај. Кога јас би бил педер охридски, од принцип нема дечко ја си фатам. Не за друго, да не морам да го частам. За да се фатиш со охридски педер, треба да изнајмиш 10 дена смешта и да платиш однапред. То ти е исто ко скопски педер, само не се клецат подтуш, за да не мора да опуштите бойлерот. Ако однесиш охридски педер во апартман апартман за двајца, што имат 5 кревети, тоа е непрактично, ама на охридски педер му значи. Ако му раскиниш на охридски педер, од принцип ќе се јави пајак да ти ја крени колата. Сега имате една позитивна работа. Охридски педер, без разлика на возраста, секогаш е стегнат. Троводиче да голтнам? Ајде еден аплауз да не се чувствуваме празни. Фала! Како да препознаеш дали си или не си геј. Се будиш после бурна ноќ, оиш во веце и гледаш дека двете четки за заби се со розеви дршки. И не ти е чудно што не можеш да седниш нагаз за штеполит, туку чудно ти е откај се нашла сперма во 6 какариес. Ако се бавиш со вакви дилеми, дефинитивно си геј. Некој дошол на гости од задна врата. А има ти пократок начин да провериш. Кој ќе се разбудиш бурно во ноќта, викни: Васко, донеси ми чаша вода. Ако станит некој, ако ти донеси, педер си. Дефинитивно. И то не е негативно. Тие луѓе се потребни во многу сегменти на општеството. Например, да земиме било кој спортски клуб, ракометна репрезентација, кој ќе им е најтешко, кој ќе изгледат се дека немат излез, дека е црно. Стави геј тренер да види што ќе се деси. Одма ќе им се сменит погледот на работите, се ќе е розево и пресекси. Никој нема да ги гибат во деветтерец. Добар ден, јас сум капитен на ракометната репрезентација и сакам да ви кажам дека таму е доста напорно, има многу гребење со ногти, неколку дури не погледнаја со лош поглед, но ние сме тренирани машки, ќе издржиме. Ракометнава репрезентација со геј тренер на припреми место в теретана кај Дадар ке одат. Шувај сте вечерва. Мислам фигуративно да не се разбериме. Значи Дадар и компанија со овој метросексуален тренд ја уништија натурата кај машкиве. Со кого и да се фатиш сега, нема шо да смениш во врска? Метросексуалец ти е уствари геј со стари навики.
Клеца типка и вика, сврши тоа. Господе, зошто уште го правам ова? А потешко е ако си травестит. Тоа е high level difficulty. Ако си стар травестит, како ќе препознаеш дека те фаќат склероза, осеќаш дека ти се мочат, а курот си го заборел дома. Во светот се дешават избор на мис травестит. Кој ќе прашат, кои се вашите специјални способности? Јас умеам да се адаптирам во зависно на условите. Нешна ко гулаб, груба ко тигар. Работам волонтерски во еден темен парк до нашата зграда. Има многу психопати кои силуваат млади невини девојчиња. Јас одам таму и сум осамена, несреќна, исплашена. А кога силувачот ќе стапи во акција, разбира дека сум осамен, несреќен, а тој е исплашен. Квиз прашање, шо прави травестит во менувачница? Се надеват дека некој место 100 евра полот ќе осмени. Повелете 100 евра да сменам. Ограничен, ти. Аман више. Да, смејте се, лесно е да го задоволиш машти ако е хетеро. Пушти го со другарите нека скитат, готово, свршена работа. Ела задоволи некој ако е геј да те видам. Некој шо не му значи да ојд на риби и на лов. Педери име многу вкус да ги ебам, мислам фигуративно. Правиме муабет за охридски педер, да не се сватиме погрешно. Со вкус. Злата, ти купив боди за роден ден. Боди. Ти имам 100 пати речено, бре, дека лилаво со цветчиња ми е кич. А и сам знаеш дека дупли клjuč од машка соблекувална е најубав поклон за геј роден ден. Не ти прам појке муабет. И овој првиот ќе пратнит за да се смира. Не ме провоцирај, скаран ти сум. Ајбе да се смириме. Пошмекат. Повелете отворено е. Ако го фатит пролив, никому ништо. Нормално е, тоа е како месечен циклус. Ќе помини за една недела. Уствари, памперс е влошка за педери. А ако прднити, ако се посери, тоа е спонтан абортус. Не е окей. No way. Климактериум за педери е едниот кој ќе станет импотентен, а другиот хемороиди ќе добие. Катастрофа. Шо е бе Едипов комплекс за двајца геј машки родители?
Кој ќе се заљубит синот во мама Васко? Чичко Васко не представува само обично име. Тоа е причина што тато се разведе од мама. Тато! Чај да свршам. Сега. Абре, какви сте, нема човек да докажите? Тоа е причина што тато се разведе од мама. Тато ја призна на мама дека е геј, а мама му призна дека и таја го користела Вибраторот. Да најш геј партнер помеѓу хетеросексуалци е како да најш ретко добар човек. Појќе ретко него добар. Педер човекојадец да сретнит хетеропар, маж и жена шо ке речит. За девојкава спремете го котелот, а за дечково кадата. Нека се средит, па ќе го носам на вечера. Најголема навреда за педер, Охридски, е да го удриш погас. Ама да не го мислиш. Како било создавањето на светов во геј варијанта, може? На почетокот си биле Адам и Стево. И Стево другаруваше со змијата. И змијата можеше да се исправи, зашто Стево беше црнец. И му рече Стево на Адама: батали ги бе тие јаболката. Срце, батали ги јаболката, сакаш прас? Че? Ова овде е забрането овошје. И посегна Адам по прасче. И тогаш се случи првиот грев. Да имаш геј баба и дедо. И заспиваш, и место со глата на перниче на бицепсот од баба ти лежиш. И ти раскажвит приказна за добра ноќ. Си бил Снежана. Си бил Снежана и 7 фешн дизајнери. Ношпал Сергеј Дадар, Буле Кан Цаци и Джани Версаче неоригиналот. И сите заедно живееле во викендичка блиску до шумата, во населено место, и дошол ловецот на машки срца со својот самострел, кој бил испратен од Васко. Бабо, кој е Васко? Васко, внучко, е лошата кралица. Дошол ловецот со својот самострел и требало да го прободи Снежана во требало да го прободи Снежана во срцето. Ама не можел, зашто заборавил вазелин и самострелот му зарѓал. Грк, 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 грк.
И тогаш Васко кралицата се престорил во лоша вештерка. И ошол кај Снежана и му рекол: Сакаш прасче? И тогаш 7 фешн дизајнери, Ношпал, Сергеј Дадар, Буле, Кан, Цаци и Джани Версаче, не оригиналот, му рекле на Снежана: немој, не земај ништо од овај. Види го каков е несреден, некапен гуздичо болест ке закачиш. Но веќе било доцна, Снежана добил херпес и се онесвестил ради стрес. И тогаш се појавил принцот на бел конј со емо фризурче и кошулче на ве од оние убајне што се струкирани, што светкет. Го зел Снежана, го бакнал и си живееле среќно заедно. Не можеле да се регистрират, затоа што предлог законот бил поддржан само од опозиција. Сите приказни се геј. Хари Потер и одајата на тајните. Господе, врзете ја! И Црвенка па е геј приказна. Да се разбериме, браќата Грим. Ти пишувај, јас ќе ти диктирам. Црвенка па е геј приказна. Бабо, зошто имаш толку големи мустаки? Заку ќе те носам в градинка пиле да мислет дек сум дедо ти. Шо е геј самовила? Тоа е исто ко сите самовили, само со бричот, покрај нозе и препони, бричити брко и брада. Наскоро ќе се појават и геј рапери. Геј рап песна, сакате ја чуете? Биди храбар, не се прави хетеро. Ако ништо друго, биди барем етеро. Глупо е да се прави женски, те камуваш. Се што сакаш, бейби, ети, грб да ми чува. Грб да ми чува. Oh, yeah. Дали сте слушнале, драги дами и господа, скопјанишќа? Геј бугарска, пази жанров. Геј бугарска, турбо фолк балада. Може? Тя не знае твоите скрити качества. Тя не знае преди какъв си бил. Тя не знае какво е любовта между двамата ни в гръцко-римски стил. Дойди златовечер, Самсун, ке гледаме борење. Број на телефон на рецепција, те частам нешто. Нема ништо да се случи меѓу нас, геј сум. Од Охрид! Куке те прашет: абе брат, како ти е потешко да простиш? Женскава твоја те изневери со маш или со жена? Со маш нормално.
Ако ме изневерит со жена, шо има тука да се прости? Нема да и простам само ако не ме викнит да им се придружам. Хетеросексуалци мора да се гибниме, мислам, вечерва, така? Колку сме комплицирани, човече, во врска. Без разлика дали има жена или девојка, не е битно. Дозволи да стави нејзина слика на десктоп од компјутер, на мониторот, цел живот ќе ти се искомплицира. Обавезно ставет некоја манекенка препона и преуба, очи олкај, А4. Насмевка widescreen. И обавезно вака те гледат. И викаш, бе, мрмафнија оваја, злато не е преуба? Ор тргнија жити се мисли ми идете. Заебавај. Ама кажи, не е пресекси? Ор доста сосеќам кога сум излезен со другари пијан во друг град и ме терет да и се пуштам на оваја. Лава е. Ама кажи, не е идеална? Добро, ама пресекси е топ, state of the art, супер е. Мене вака никојаш ми немаш речено. Пак крив, човече. А се трудиш. Или, например, решаваш да си имаш со жена ти... Секс. Секс. И си така, си... Сега, кој каква поза преферира. Си гона, така. Кој шо треби све си, е? А? Охо, да. И шубав ти е лаков. Охо, супер. А типкава на десктоп. И ти случајно се вртиш? Не ти е јасен погледов, човече, шо значи? Шо? Ти да ја викниш да ти се приклучи. Знаеш да тој? Ла. Због едне дивне црне жене, Шо ма не сум добар? Со кого правиш бре муабет од преска? А як сакаш малце, фокусирај се. Добро, Злато. Гледај сега, Самба! Уху! Злато, сакаш малце од другава страна се свртиме? Ај контакт. И кога си во најјакото, она кај шо е јаконо, кај шо фаќаат струја, кај шо немој ни гравитацијава да те задржи. Ево то најјакото, се појавуваат скринсейвер на компјутерот. Катастрофа! И нормално ти се тргаш. Значи, вака звучи ако е млада. Ако е по-возрастна, звучи... Природа. Шо се тргна бре во најакото? Сонце, саш да пуштам нешто појако, беби, да не крени. А тебе ти е целта да омртниш маусом за типкава пак да се појави. Катастрофа, човек. Меѓу другото, 100% ке речат дека сум хомофоб, нема везе. Хомофобија не е страф од педери. Хомофобија е страф ти да си педер, ама уште не знаеш.
Многу е заебано, гледаш некој мазен, мрсен, депилиран и викаш бое, педер. И сваќаш дека си сам дома пред огледало. Не, стварно заебано е, дури да си помислиш, добро бе, можда малце сум педер. Олку вака. Одма се јавуват глас во тебе што ти викат, ако помислиш уште еднаш кој ти опна менна ќе видиш убо. На многу луѓе не им е страв дека некој еднаш ќе им го закачи. Не бе, еднаш е окей. Ќе то отвори. На многу луѓе им е страв дека ако некој им го закачи, ќе им се бендиза. Охо! Чекај, ај мрдни. Ова вака стално е? Па да. Окей, се гледаме вторник пред тренинг. Нели после? После пак. Заебано е ако си многу отворен во ова наше демократско општество. Можеш да излезиш в град како Славчо и да се вратиш како Лейла. Кога лисјата паѓа, тој се упати во турската бања. Го испушти сапунот и сгреши. Машала! Фрли сапун, фати трипер. Специјално 2 февруарско издание на Кога сапуните паѓа. И тогаш се дополнително почви да се комплицираат. Колку е заебано да одиш кај машки геј пар на гости. Прво и прво не знаеш како да им се обратиш. Се извинувам, господине. Господјо, госпогица сум, немојме да се регистрираме. И замислете такви двајца да чуват дете кој ти опрашен. Кај работет пиле татко ти и мајка ти? Тато работи во невладина организација Хомос на проекти за невербална комуникација. А мама работи во кафич. Избациваче. Така се запознаја. Здраво, маци, како се викаш? Лейла. Или две геј жени да чует дете, која од нив ќе слези пред зграда да го одбрани детево зашто му го пукнале носот? Шо не си ја привериш дете ова пичка ти стопанкино? Абе, знај шо? Да ми го јаиш? Вибраторон! Или ќе дојди водоинсталатерот кај едната и ќе и речи, амор, од Охрид водоинсталатерот затоа. Амор, љубов. Amor. Amor. Mi amor, está enferma una paloma. Todos nesupuentos ancora vecionostes. Що значить фала? До кај сме до водоинсталатерот? Водоинсталатерот видат кај еднава и вика, амор, сакаш да си поиграме малку дурне сопругот тука? Сакам, ама, шо ама? Овде јас сум сопругот. Еднаш влегов во геј бар во Копенхаген по грешка.
Со група другари. Ова требаше да го изфрлам. Со група другари влегвиме, гледаш само машки внатре, одма се вклучи хомофобичен аларм во тебе. Пази гей, пази гей, пази гей, пази гей. Инстинктивно се лепиш до зид. И еден од другарија викат, брат, ај бегаме, глупо е овде, а? Идат келнерот и ни викат, шо е бе, дечки? Немате гъс да останете овде? И наеднаш се дешават промотивна цена на пијачки. Пиво пола цена. И одма си викаш ти, па шо бе, ако си седам овде до Цитчево? Така, пиво пола цена. Одма се јавуват газот, викат, видиш ли надвор нема преговараш во моје име, мор. Еј! Раус! 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 Во тој момент ја гледат ситуацијава шанкерот и викат, останете бе дечки, ништо не ви правиме. Ако се опијаниш во гей бар за време на happy hour, единствен што ке е happy за време на тој hour, ке е персоналот. А ти ке се разбудиш на интерна на гликоза, ке дојд сестрата и ке речи, окей, не се е негативно, има нешто и позитивно. HIV позитивно. Нараво учение, или ќе имаш доза на хомофобија, или топло дишење во вратот и тапа болка во газот. Ала! Добро и во зло на ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмејани да бидеме, задена или сто. на човеку е попусто. Во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа.